Се враќаме во студиото на емисијата Македонија наутро со најавената тема. Темата е туризам. Разговараме со Милче Ѓорѓиевски, проректор за настава на Универзитетот за туризам и менеджмент. Добро утро и добро дојдовте во. Добро утро, добро ве најдов и поздрав до сите гледачи на македонската телевизија. На почетокот видовме и во прилогот вонредни услови. Дали се уште важат за туризмот вонредните услови и дали се уште за туризмот во Македонија важи кризата? Кризата во туризмот во Македонија трае од поодамна, не е само со ковидот. Меѓутоа, вонредните услови сега се предизвикани од случувањата во светот, најповеќе од енергетската криза, бидејќи навистина се погодени хотелите, да речеме, со високите цени на сметка на струја и така натаму. Знаеме колку тие се нивната пополненост, од како може да се покријат на годишно ниво и така натаму. И тука сум согласен дека треба да се изнајде некое решение, како што, еве гледаме, во сите сектори владата наоѓа начин да помогне, како што ги помогне и во екот на пандемијата. Треба да се премости овој период. Ако оваа криза продолжи понатаму на подолг рок, тогаш ќе мора да се изготви некоја стратегија да се усогласат да работат во тие услови. Дали ќе има покачување на цените на услугите, како што се покачуваат сите цени, ќе видиме, но генерално овој период, барем оваа зима, треба да се премости, треба да дојде до затварање на хотелите, како што има најави. Вие се во секторот туризам, во образованието. Имате ли информации дали во рамките на програмите кои што ги спроведуваат државните институции постои некоја стратегија за вонредни услови и каква треба да биде таа според вас? Стратегија за вонредни услови до сега не постоела. Таа беше затечена сојстава 2020 година, што не затече сите, не само нас, и цел свет. Бидејќи туризмот беше на еден сектор, една гранка во последните 20 години, со IT секторот има најбрз раст. Отворен беше светот. Отворен беше светот, почна ниски авиобуџетски компании, ниски цени, почна да се стигна до бројка од 1.700.000.000 интернационални туристи и наеднаш тоа се пресече и зам. И најмногу беше погоден туристичкиот сектор. Веќе тој се сведе на нула. Но, знаете, за да имате стратегија, треба да имате, да речеме, малце генерална стратегија во туризмот, па да ја прилагодиме во такви кризни услови. Македонија носи некои стратегии за развој на туризмот пред 5-6 години пред тоа, но проблемот е што тие стратегии ги прават странци. Странците не може да ги знаат подобро условите во Македонија. Не може вие една Австрија да ја пресликате во Македонија или една Швајцарија или не знам Италија. Нема ниту ресурси, ниту така можности, таму потенцијалите се други, можности се други, кај нас реалноста е друга. И затоа, но еве, во овој период што сум инволвиран во туризмот, особено нашата институција, никој не ја консултирал, не ја прашал дали ние имаме нешто да кажеме во таа стратегија, како во кој правец да се развива туризмот. Така, многу малце се користи науката, да речеме, да го даде своето мислење за развој на туризмот. Има ли науката способност и капацитет да даде реални и соодветни решенија за она што се случува во праксата? Па, знаете, ако нема... Велиме секогаш дека малку на различна дестинација се... Да, кога ќе споиме науката и праксата, тогаш ќе дојдеме до идеалното решение. Треба и луѓе од туристичкиот сектор, но сепак науката, неки се што излегло иновации во светот, произлегло од науката. Науката е таа што го движи светот и сигурно дека и науката и во туризмот има што да каже, да речеме, бидејќи ние секој ден се бавиме со тоа, правиме компаративни анализи, како тоа го прави светот, како го прават соседите, како го прават други, па ајде да бидејќи знаете, сите туристички работници се малце суетни, мислат дека тие се знаат во туризмот, но не е баш така и те како треба да побараат совет од науката да дојдеме до некој идеално решение како се движи туризмот во Македонија во иднина. Да се водат од максимата човекот учи додека е жив, нели? И постојано да се усовршуваат, да се осоврменуваат. Кои се главните туристички бисери на Македонија? Каде ги гледате главните и најатрактивните дестинации? Знаете, туризмот во последните 20-30 години има големи промени. Од оној класичен туризам, зимски и летен туризам, тие две основни форми на туризам се напуштаат. И веќе се оди кон нови современи алтернативни форми на туризам, каде што патувањата се пократки, почести, помали групи, така натаму, што Македонија пак е идеална за тој туризам. Бидејќи ние немаме излез на море. Не може да се фалиме со тој масовен туризам. Имаме некоја сезона во Охрид, Преспад, Дојран во летните месеци, точно е мека подрачје за развој на тие алтернативни. Охрид, нормално. Единствено нешто, некој странец, дали од Азија, дали од Америка, ќе прогугла за Македонија, под заштита на УНЕСКО, ние имаме само едно нешто.
кога сте во конкуренција на соци кои имаат по 15-20 објекти по заштита на УНЕСКО, ние го имаме еден Охрид, да речеме. И тоа е се во ред. И тој не го чуваме како што треба. И тој не го чуваме. Впечатокот е таков, може би реалноста е друга, меѓутоа впечатокот е... И вториот впечаток како да стигнеме до него. Ете, туризмот е за пократко совладување простор и време. И ако вие за 3 часа може да стигнете до било која точка во Европа, за 5 часа треба до Охрид да стигнете, па ние од Скопје нема да отидеме на некој странец да дојде да отиде. Има, ако земеме пределот, источниот дел од државата, за развој на рурален туризам, да речеме Берово се промовира како дестинација, па винскиот туризам, но и тој си има свој концепт како се развива и сето тоа со брендовите што ги имаме со толку 80 и нешто винари во Македонија, параглайдерството, има, значи многу има форми и шанси како да се развиваат особено тие алтернативни форми од туризам, но прво треба да се направи базата, основата, инфраструктурата, комуникациите, сето тоа, за да почнат да доаѓаат туристите тука. Споменавте алтернативен туризам. Во Македонија се почесто се купуваат шатори, се купуваат кампери и луѓето се концентрираат или се насочуваат кон лично креирање на дестинацијата каде ќе кампуваат, каде ќе летуваат, каде ќе зимуваат. Тоа е еден од зимуваат. трендовите во туризмот, таа персонализација што се вика, каде и знаете со текот на времето сите лично си креираме каде ќе одиме, лично сами си бараме хотели, си букираме, дали авионски летови, сето тоа. Значи ги прескокнуваме веќе на традиционално туристички агенции кога тие ни прави аранжмани. И тие се едни од промените што се случуваат во туризмот. Зборот ми беше со осовременувањето на средствата за изведување на одморот, каков било тип, се намалуваат приходите на секторот туризам. Например, ако некој купи шатор и отиде да кампува 15 на дена, тогаш нема да ги посетува капацитетите. Како туристичките работници да ги одвратат луѓето тоа и да понудат нешто што... Сега има нов тренд, значи тој кампинг оди во глампинг. Тоа е гламурозен кампинг. Глампингот е многу повисока димензија, да. Да, меѓутоа не значи дека е до средствата. Значи има некои што има средства, но ај сега да се запрашаме пак колку нашиот бисер, колку хотели има со 5 звезди, за да можеме да ја направиме елитна дестинација, да го направиме македонски Монте Карло или македонски Дубровник. Значи за да имате елитни туристи треба да му понудите нешто елитно. И не само Охрид, цела Македонија има недостаток на квалитетни хотелски сместувања и хотелски капацитети. Во последните неколку години 2-3 хотела се изградија во Скопје, иначе и Скопје беше без бренд хотелски. Знаете, кога ќе доаѓа странец, тој прво ќе види дали има Мерио, дали има Хилтон, дали има Кортиер, дали има Ритz-Карлтон. Ништо не му значи него локален хотел со локално име. Да, брендот е гаранција за квалитет, не секогаш е така. Да. Зборувавме многу повеќе за летниот туризам во досегашните минути до разговор, да видиме за зимскиот туризам. Толку ли е тешко во Македонија да се направи еден ски центар и да се направи една ски патека која ќе биде атрактивна? Не мора да одиме подалеку, рецептот да го земеме од соседна Бугарија. Имаме ли снег или немаме снег? Не е тешко. До пред 30 години Македонија беше лидер во зимскиот туризам. Македонија беше лидер. Цел Балкан доаѓаше на Маврово на шапка да ски. Барем, јас сум таа генерација што го паметам тоа. И ние сме оделе, значи... Сега на Маврово на шапка нема место каде се паркираш, а не да зимуваш или да скиеш. Меѓутоа сега ние дозволивме сите наши туристи дојдат во Банско, дојдат на Кополник. Значи да се запрашаме, меѓутоа ако се запрашаме на шапка од 89-та до сега, дали има еден нов хотел изграден, дали има нови содржини изградени, дали патот од Тетово до горе. Значи ние пред 40 години имаме жичара од Тетово до шапка. Сега во 2022 година да не може да го направиме тоа, тогаш нема да имаме проблем со паркинг. Значи, инфраструктурата е направена. Ако е толку проблемен на Сајла нова да се ставиле, да се обноват тие столбови, значи некој го направил тоа пред 40-50 години. И ние се враќаме на нивото на 1980, мислам, или Маврово и така натаму. Значи ние бевме поен во зимски туризам, каде што Кополник не постоеше, Банско, Боровец и така натаму. И ние сега дојдовме да бидеме маргиналци во тој... Има, снежни денови има. Бидејќи има и доволна надморска височина, па сега се измислени и тие снежни топови, вештачки снег да се направи, ноќно скијање да се направи, но во таа дестинација не е само скијањето, треба да им направите и други содржини. Капацитети дали има хотели за сместување и да, слично? И што ќе приватното сместување на кое ниво е? Приватното сместување, па што ќе прават во ноќните часови, дали има забава, дали има ресторани, дискотеки, сето тоа е поврзано едно со друго. Не е само ајде ќе скиеме, денот е толку, до 4-5 часот поплave стемни, до сабајле луѓето сакаат да се забавуваат.
Сите содржини треба да ги има, за да една дестинација биде комплетна, за да биде примамлива за туристите. И уште еден аспект од туризмот, а тоа е пешачењето, планинарењето, нешто што е атрактивно особено во последните години со појавата на пандемијата и претходно беше, меѓутоа сега особено доживува експанзија. Има ли Македонија доволен број на луѓе кои се подготвени да организираат групи, кои се подготвени достојно, пристојно и квалитетно да го представат регионот каде што ги водат групите и слично? Има. Во тој дел има големи ентузијасти, особено дали се тоа спортски клубови, планинарски друштва и така натаму. Па гледајте само колку наши, да речеме, алпинисти, познати и во светски рамки, освојуваат високи врвови на Монт Еверест се качуваат. Еве сега во моментот имаме еден наш планинар што освојува врв на Хималаите и така натаму. Се прават организирани тури во чест на 8 септември, качување на кораб, но македонските планини се идеални за таа форма на туризам, рекреативен туризам се нарекува, тој здравствен туризам, како сакате речете го. Бидејќи, освен шарскиот планински предел, сите останати планини во Македонија се тие стари планини на Родопската маса, каде што конфигурацијата на теренот е идеална токму за тие форми на туризам што ги спомнате, за пешачење, за секоја генерација на луѓе, па и повозрастни луѓе кои што се идеална популација, бидејќи тие ги имаме во текот на целата година, не се врзани со работно време, не се врзани со годишни одмори и така натаму. И токму е поентата на тие алтернативни форми на туризам за продолжување на туристичката сезона. Неслучено, последното прашање е оставено за крај. Доаѓаме до темата спорт и туризам. Споменавте пред разговорот дека можам да ве прашам било што од спортот, да. Македонија има езера, Македонија има реки, Македонија има брзаци, Македонија има терени и на планините и во равнините. Македонија ги има сите предуслови да организира големи спортски манифестации. Меѓутоа во Македонија во моментов и последниве, ајде да кажеме 20 на години, 2 децении, нема сериозна од светски ранкинг спортска манифестација. Ракомет 2008. Меѓутоа тоа не е поврзано со туризмот, тоа е во Сала, во Скопје, толку. Пак е туризам. Ако ви дојде 5000 норвежани да присуствуваат на надпреварот, тоа е туризам. Условно. Сега, да го поставиме прашањето на поврзување на спортот и на туризмот. Толку ли не може да се направи еден Мавровски меморијал кој што ќе биде на едно високо ниво како скијањето во Слеме, во Загреб или слично? Кога еден Загреб може да има ски куп надпревар од Слеме што е пониско од водно. Од светскиот куп, да. Може ли Скопје да има? Може ли Македонија да има Маврова шапка? Се може да се направи. Значи Загреб го имаше Милан Бандич, градоначелник со некоја идеја, што тоа успеа да го направи. Меѓутоа, знаете, кога зборуваме за спортскиот туризам, значи не мора спортскиот туризам да е поврзан со спортски настани. Нека биде и со рекреативниот спорт поврзан. Знаете што е интересно во спортскиот туризам? Каде спортот, спортските активности се примарен мотив во избор на дестинацијата. Значи, мене ми е примерно, јас кој ќе отидам дестинацијата, не ми е битна плажа, не ми е битно море, дали има, јас играм тенис секој ден, дали има тениски терени, дали има голф терен, велосипедски терени, велосипедски патеки и така натаму. Значи, и во тој дел е спортскиот туризам. Не, настанот е еднаш, ќе се одржи, можеби после 2 еве. Беше супер купот во Скопје 2016-17 година, се случи, може после 100 година. Но, токму, изборот на дестинацијата, нудење на спортски содржини, Охрид, како спортски туризам. Зошто сите екипи во зимскиот период одат во Анталија? Значи, цела Анталија лето одиме сите на одмор, а во зиму имате преку 1000 екипи од цел свет каде одат на зимски припреми таму. Зошто Охрид тоа да не го прави со Билјанин извори центарот? Што тоа многу добро го работи спортскиот центар и Стато во Дојран. Што може би многу малци ме познато, но и Стато во Дојран работеше и во периодот кога Дојранското езеро беше замрено, воопшто не функционираше. Да самата природа му нуди природата. Така, изградени спортски терени, сала, базени, чуда, каде многу екипи одеа на своите припреми да ги обават таму. Милче Георгиевски, проректор за настава на Универзитетот за туризам и менеджмент, ова утро гостин во Македонија на утро. Има уште многу да се зборува на овие теми, особено на тема туризам. Кога сакате, ние сме отворени за соработка и можеме да дискутираме се додека не го качиме туризмот на нивото кој заслужува да биде во државата. Македонска телевизија е отворена за вас. Благодариме уште еднаш.